Зошто се уште и по 36 години независност има имиња на улици уште од време на поранешна Југославија? Ова беше прашањето на Халил Снопче од Европскиот фронт на седницата за пратенички прашања, кој рече дека во многу општини се уште обстојуваат и се глорификуваат имиња од југословенскиот систем. Тој го запраша премиерот дали се планира да се преземат мерки за преименување на овие улици и некои објекти од општествена важност. Unë sa e di, në qytetin tim, rruga qendrore kryesore që kalon në qytet, që e lidh qendrën me pjesën e bulevardit kryesor, ende quhet GNA. Dhe kemi ashtu raste ende. Prandaj pyetja ime është, zoti kryeministër, a ka qeveria një strategji ose plan konkret për dejugoslavizimin, pra edhe një herë, dejugoslavizimin e hapësirës publike, përkatësisht për rishikimin e emërtimeve të rrugëve, institucioneve dhe objekteve publike që ende mbajnë emra dhe simbole të trashëguara nga ish sistemi Jugosllav. Премиерот Мицкоски одговори дека тој се залага за именување на јавниот простор кои што ќе одговараат на денешната реалност. Не сум југоносталгичен и немам намера да бидам југоносталгичен, но како влада сме фокусирани на други многу поважни работи, рече Мицкоски, кој при тоа додаде дека за ова ќе се најде решение. Имаме разговарано со нашите коалициони партнери за оние улици кои што се без број, односно немаат број, кои што немаат име или па бројка, да добијат имиња кои што на луѓе, на личности или случувања во минатото, кои што ја одразуваат многу вековната борба на македонскиот народ и на граѓаните во Македонија за независна Македонија и истовремено ќе го представуваат и мултиетничкиот карактер во одредени општини каде што тој мултиетнички карактер е реалност. Инаку за утре во Тетово од општинската организација на ДУИ се најавува протестен марш од плоштадот Илирија во врска со имињата на улиците.